Тренираш ти нешто? Ти нормален ли си? Зашто? Добро, ти личам на некој што тренира нешто, било што. Ама немај да си таков, како ви кажат. Не, суди книгата по кориците. Не. Содржината е... Вака да прашам се прв пат кога ќе ме видиш. На страна кориците, бата ли ти тоа? Што си викаш, овој човек што би можел да тренира? Ти? Табла. 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 Што тренирам табла, сум балкански шампион, ги тренирам. Шампион си, ама си тренирал или тренираш уште? Табла не се тренира, табла се учи. Секоја будала на овој свет може да научи да игра табла. Освен тебе. Ја не можем. Изгледа имам фрустрација од зборот табла. Каква фрустрација имаш? Сега се укочив. Значи, изгледа школска ми е фрустрацијата. Ја толку сум фрустриран од она. Ај на табла. Сега се укочив. Која табла? Се збун. Немој, не ми прави така. Сега немој. И не можам да не знам што шмелцуем нешто. Знаеш што би требало да тренираш ти? Што? Јога може да тренираш. Јога? Јога бе, многу едноставно, тоа е лесничко. Не може. Не се откажува одма. Не бе, пробав еднаш, не бива. Едно душе ќе ти треба, хеланчиња. Добро, ако ти е незгодно, не мораш хеланчиња. Не бе, хеланките не ми се незгодни, ич. Баш кога имаме ни тирки, знаеш што добро место. Можам да замислам. Друг е проблемот кај мене. Значи, мене јогата ме тера на чистење. Како јогата може да тера? Така бе, или тоа душечето ќе го наместам на паркетот, се местам прво во мачка позиција, вртам главата, кога ќе видам под троседот, ѓубре, не знаеш. Одма менувам позиција, упајак позиција, гледам десно под фотелјата, бетер, и во тој момент јас се престорувам во пепелашка. Како? Зимам прво смукалката. Фрц, па бутни го мебелот, па фрц, па тросел, вага, фрц, па врати го тросел. Тоа и после 15 минути така почнува се да ме боли. Значи, се. И така едно 2-3 дена поред тренирав и се откажав. Значи, управо биле кога викаа дека спортот влијае на хигиената. Гледаш ти си исчистил. Ама јогата не е спорт, Како не е спорт? Јогата си е спорт. Ја мислам дека тоа е гимнастика, само у slow motion за постари луѓе. Значи да не се мушат. Да, па за постари. Нема тука трчање нешто сега 60 километра, 20 километра. Се убаво, сваќам ја, ама ете гледаш, јас сум ти некој медицински феномен. Тоа е. Да, тоа е. Јогата ме тера на чистење. Неверојатно. А може треба пробам во природа? Надвор. Нема мебел. Немаше да те испровоцира. Немаше да те испровоцира. Нема. Ама ладно е сега. Не, сега не. Тоа на пролет. Може под зиври евентуално, ама глупо би било. Ајде на табла. Не ми прави. Ама не ми прави за така. Број 23. На табла. Го што ми прави човекот дај. Сакаш по една јога да свртиме. Извини, немам прво смукалка, иначе не може да те одбијам. Михајловски. На табла. Ти кажав, се укочувам. Почнеме да гледаме на земјата како на цивилизација на која што припаѓаме сите ние, а не да гледаме како на нешто што ни припаѓа нас, тогаш, можеби тогаш би почнале да ја користиме со љубов и со почит. Значи, слушај, водите и шумите им предходеле на цивилизациите пред нас, а пустините е се тоа што останало по нив. Кажи, а? Баш е софистицирано нешто денеска. Знам.
Пази го ова. Екологијата и духовноста се фундаментално поврзани. Длабока еколошка свест ултимативно е духовна свест. Значи, наша задача мора да биде да се ослободиме себе си преку проширување на нашиот круг на сочувство, за во него да ги опфатиме сите живи суштества и природата со цел на низина убавина. Ја знаете што прочитав на едно место и го запишав баш да ви го кажам. Гласи вака: кога последното дрво ќе се пресече, кога ќе се улови последната риба, а последната река ќе биде загадена и кога воздухот што го дишеме ќе стане болест, тогаш ќе сватиме дека е доцна и дека здравјето не е сметка во банка и дека парите не можат да се јадат. Да. Звучи многу паметно. Знаете, јас би бил поголем оптимист за светла иднина доколку човекот не се труди толку многу да ја надмудри природата. Така. И повеќе време да посвети да ја вкуси незината сладост, да го почитува незиниот стаж и да учи од неа. Знаете, одгледувањето и очувањето на природата не е луксуз на нашето време. Тоа е императив за преживување. Време е да го репреговараме нашиот договор со природата, за да не биде доцна. Добро дојдовте во Агенда. Емисија за екологија и здрави навики. Нашиот денешен гостин е Душан Дуци, a.k.a. Модернизам и Ренесанса. И денешен наш гостин во емисијата Агенда 21 е Дуци Душан, или познат како Модернизам и Ренесанса, а уште помалку познат како Mr. Excited Guy. Excited guy. Не, стварно многу малку луѓе му го знаат тоа алтер его Mr. Excited Guy, јас мислам дека беше многу добар. Јас, например, не го. Многу си мал ти. Мал беше. Ти си мал за тие работи. И тоа беше за плюс 18 сериал. Имам клик лаку јак на почеки ти дам, од таму да почнеш после. Па ќе продолжиш. Лупаш малце чичо. Да бе, си носам имам секад педни. Си носи стварно? Да бе, да. Не бе, ако саш ќе ти дам 10 джеп. Олдскул ствари клик лако. Да. Тоа никогаш не сум го научил кликла. Ева, брат. Затоа чичо ќе ти даде. Брате, чет ми имаш и никогаш. Држи мали маце Не, лупа не е ја. само да тропаш, како се почига, па цапа, така, па позади, па вака. Се си има свое. Како создавач на комични видеа, шортови, има ли некој начин да се... Како може хуморот да се искористи за да се подигне свеста за еколошките прашања? Па, во зависност од било која работа која треба, нели, двајца или повеќе луѓе да се разберат вака за одредена работа, постојат неколку начини. Са некој избира убав начин, фин начин, лош начин, ваков начин, таков начин. Зашто на лош начин покажа? И јас избирам... Не бе, така раката ми фрли. Раката ми фрли. Фала, брат. Не бе, не. Не, окей, не. За мускулите не може. И, значи, на тој хумористичен начин може да се допре до повеќе луѓе, а да не го сватат тоа, нели, дека е навредливо или било како. Туку на еден таков хумористичен, позитивен начин да им покажеме дека можеме многу повеќе како луѓе да направиме ете во делот на еколошката свест и тие работи. Посветен ли си на тој начин на живот? Дали, например, употребуваш одредена практика кога станува збор за селектирање отпадни и така? Па види, јас сум она како викаат дете од мајка и плюс дете од баба. И тие нашите постари генерации, они беа, ајде да речем, супер еко-френдли, нели, се враќаа стаклени амбалажи за млеко, за такви работи. Мене баба ми уште од мали нозе ме научи со торба да купувам. И нели ете тоа го практикува се одека нели не се сменија некои работи и сега повторно таа мода се враќа назад. Се имаше и други, нели, од јогурт што бе едни најлонски, па ги сеча, па сметките внатре ги чуваш, па се перат, се сушат. Не се фрлаше ништо туку така, зашто и дури и тие сите работи што да речеме на некој начин не беа еколошки, не беа лесно достапни до луѓето и они ги чуваа. Било што да е садеа у конзерви, значи не се фрлаше ништо туку така како денес да купиш една кифла, да ставиш у кеса, да изеш и само да ја фрлиш.
Да, реално се сеќавам многу од овие од кисело млеко канчињава служеа по дома за многу работи. Па не се знам. уште служат што. Па и да, реално се уште служат. Или од сладолед. фрижидерот Да. Мене баба ми правиш и шлакче од тие ќе ставиш вака и со едното од миксерот жвр А со едно. и ќе опојачаш зависи со сладко од смокви тука лешничо ревче. Све е за имунитетот на детето. Ама да, мислам, сум доста практикувам се уште од тие работи, сакам да кажам, тие еко на некој начин работи, ги практикувам и гледам да ги пренесам се и на моите деца да го прават исто. Ти се роди второ дете. Да. Фала ви, да ви се враќа, да ви се враќа. Не мора, нека не се враќа. Има време. Има време, да ви На Кико еве и надале ќе. Има време. Сега сум со една, вие. Да. Ајде. Нема блиска еднина. Да не бидам ко баба што напиња. Кико кога ќе се жениш? Па сигурно За 30 години од сега. 12 години минимум. 12, да. 30, таман 30. Супер, супер. Никогаш не знаеш. Никогаш не знам. Не, сега може дете порано ќе се роди, ја ќе се женам. Не, да не обелиш вака како мене, после друг дојам оставаш, ама... А кажи ми, веруваш ли дека загадениот воздух во Скопје се должи поради колите и поради начинот на грејење? Па, ви таа тема, ако вака, мислам, како мое лично мислење, мислам дека луѓето се тие што највеќе загадуваат. Зашто не е само колите, мислам, факт е дека ни фали многу подобар јавен транспорт, како не би ги користеле тие коли. И сега нормално таа цела централизација во главниот град што се случува, мислам, порано немаше толку коли, сега секој има кола. Ние ете како семејство порано имавме една кола, сега се уште имаме една. Жена ми има возачка, ама така уште не вози, со едната ја служиме, ама у принцип луѓето малце имаат повеќе од своите потреби, можеби. Зошто е таков поддинамичен светот и факт е дека да, голем дел загадуваат и колите. Грејењето, ете, до негде имаме некакви решенија, нели централни грејење, има градов не е дека е заостанат, да не го правиме дека сме заостанати. Значи, само тоа треба да го однесеме малце на повисоко ниво и во транспортот, и во грејењето, значи уште може да се подобри. Имаме почнато од негде, само треба да продолжиме. Тоа мислам дека се моментално можеби застанати со таа ставка на одење нагоре и подобрување на целото тоа. Така, а кажи ми само малку поприватно прашање, ти дали се интересираш за екологијата, дали те интересира, дали читаш за екологија, дали се заангажираш да направиш некоја акција, нешто? Па да, зашто порано ние доста имавме нели у самите училишта, кога учевме основно, одевме, практикувавме нели да засадиме дрвце, учевме што е хумус. И е тоа на практика што не знам денес дали се практикува уште, ама имавме едни тетрадчиња и они лепевме иглолисни дрва, вакви дрва и сега кроз тоа учевме еден начин на биологија како се стварал хумус, мене тоа вака направо ми доаѓа од дете што сум го правил. И сум продолжил да во тој тренд да читам нови работи, пошто нели сега и полесно сервираат преку социјални мрежи, преку интернет целиот момент. Имаме многу достапни информации, ја гледам да читам и да бидам дел, да речам, од луѓето што сакаат да знаат малку повеќе за тоа. Да се информираш, да. Те интересира се пак. Да, ми интересира. Супер. А што мислиш зошто е толку прљава нечисто полиција? Па пак тоа се должи на луѓето и тоа е нели она именно воспитување што се префрла од генерација на генерација. Тоа е како со она, знаеш, баба ми имаше стан, ми го остави мене. Па исто све ова е, само како поголем стан, што треба сите да го одржуваме. Сега некој тука по патот ако се изгуби и почне да не го прави тоа, станува прљаво, што значи кај нас таа прљавштина, да речеме, можеби поврзана со тоа, тесно со тоа воспитување. Мислам дека ако ги се воспитаат луѓето нема да го прават тоа, не дека да ги кривиме, да речеме. Кај нас кој ги рече тоа со воспитувањето изгледа малце навредливо, кој ги речеш ама не си воспитан, нема врска. Секој се воспитува, нели. Сад некад има она како беше теле се учи вол, не, ама еве ја како вол се имам поднаучено. Да, стварно никогаш не разбрав зашто кога ќе кажат од дома доаѓа се нели као домашно воспитание, сите се као не, мене дома ме учат, уствари праксата покажува дека не те учат тоа што треба, погрешни работи не учат. Па можеби луѓето некаде по патот заборавиле дека целото тоа е дома на сите, мислам, целото тоа го делиме. Ја во зграда живеам,
влезот ни е на сите дел од домата. Така и поделен по имате, разбираш, ти толку скали, и сега не може само мојата скала да викам, ама не, скалата моја си е чиста, други не ми интересира. Гајле ми е, да. Значи сите треба да сме заедно, колективна е таа работа, значи затоа се вика нели онаа колективна свест, тоа треба да биде колективно за да може да се дојде до решение. Се додека секој од дома не почне од тие најмали делови да рече чекај ај вака ќе се понашаме, тоа после ќе се поврзе нели вака како еден систем и сите ќе се грижат малце поинаку. Да. Ја одамна немам видено, не знам за вас, затоа сакам Дуце да го прашам. Имаш ли видено сега по улиците на Скопје цистерни со вода да го чистат градот? Дали има забележано? Ја немам видено до сега. Одамна немам. Не знам дали сум ја вистинскиот човек за таа работа. Зашто јас уште како мал многу сакав да го работам тоа. Еден апел ако има отворено место, стварно ќе го работам. Има да шприцам по Скопје. Да, тоа ми е така една работа, ме фасцинирала од дете. Имаат неколку точки у Скопје кај што полнат, една е кај Генералштаб, ако сакаш некојаш да ги видиш, помини таму има една вака цевка, тука ги полнат. Сега има порано тие беа фапови постари камиони, нормално го отслужија своето. И се има веќе понови камиони и мислам дека може не се толку многу, може да треба се зголемите бројот и опремата и новите возила. Али луѓето сум приметил дека си ја работат вака од тоа што су виделе, сега можда па и ние превише прљаве на некој начин. Да, тоа дефинитивно. Они не може да постигнат и така оди тоа. Така, тоа се е како домино ефект. Да, и треба да бидеме многу срекни што како држава може да си дозволиме да имаме толку многу вода што можеме да земеме и да си ги переме и улиците дури. И тоа треба многу да се почитува, да речем, кај нас. Да. Тоа е еден огромен бенефит што го имаме, колку и да мислиме дека сме мали на светот, барем изобилуваме со едно од работите што се нужни за човекот да живее. Дали има некои екопријателски навики или трендови кои што може да се искористат за некоја следна шега или вирален мим? Па, може да има секојаш, да. Ја вака под душа сум танчер. Може да се направат вирални видеа и тие челенџи, нели? Јас сум малце од постарата генерација, не сум 100 години, ама може да се направат некои такви предизвици, да не ги прават оние што се, па да речам, страшни предизвици по живот, такви загрозувачки, не такви може да се прават, застаеш до некоја канта контейнер, шизиш, па го фрлаш ѓубрето или шизиш, го селектираш, било што и може таков тренд да се направи луѓето да го прават. Тој пошто во принцип ти кога одиш да фрлиш ѓубре имаш некого начин, нели идеш, може да си љут, може да си нервозен. Може луѓето да пробаат и со шизење го фрлиш ѓубрето, не мора да е па нервозно. Има некој баскет играат, па далеку пуца да кош. Јас сум промашил 2-3 пути, па сум собирал. Што направиш, требаше да закуцам, да се караш малце сам со себе, ама може тие начини на... Па има и кога ќе пробаш да закуцаш, да ја мамнеш канти пак да ти излезе и... Имаш тоа, баш има модерни канти. Имаш оние отвараш па забиваш, затвараш. Што ти, например, како личност да имаш можност би променил во општеството за да се покрене таа екосвест? Што мислиш од каде би требало да се почне? Освен од тоа што рековме дека нели од дома почнуваат работите, што е следниот чекор после тоа? Па следниот чекор, не знам, тоаш не ме прима на факултетот за за следниот чекор. За следниот чекор понављав. Нема врска. Видим, прво треба да се лоцираат нели вистинските тие проблеми кај се она што викаат старите кај е најжустро таму да гасиме прво. Да. Не треба, пошто кај нас нели стално знае кав гасе, деси ќе се фатат за нешто што можеби не е примарно и загрозно и тука ќе настане кавга, ама зашто тоа го правите ова треба, па или ова треба. Мислам дека треба да се почне од најмладите луѓе. Еве сега нели може да се снимиме, да го пренесеме знаењето, да го видат што поише луѓе. Што повеќе да се расшири ова, значи преку мојот начин да речам на кој сум се изразувал уметнички, може таму првично да се вметнат некои, во сите сфери може да се вметнат
првите, ајде да речам, чекори, не знам, по фирми, по администрации, веќе има на многу места, ете и по моловите приметуваме и по други места, дека има веќе донесено канти кај што може да се селектира ѓубрето. Се од самата таа селекција можеби луѓето можат и дома да почнат посебно да го селектираат ѓубрето, пошто се уште не се селектира. Она нели љупиш јаболка, фрлаш туку свеќе што е. Така е. Може би за дома некои ете така канти за полесно селектирање, па самите луѓе да почнат да го практикуваат. Ама па така. Зашто треба, ако го од џабе, ако го селектираат они дома, отпадот, кога после го ќе излезе да го фрлат негде, го фрлат во истиот контейнер каде што Па добро, не би го селектирале. може би еве сега нели има некои новитети, ставаш шишиња, добиваш некои поени, има значи веќе новитети. Абе знаеш како викаат, сега да не пробај, гледаш верглам паметен да биам, одиш. Ама ти си паметен сега. Одиш веќе кај што е воспоставено тоа што имаат слични проблеми. Идеш кај јапанците. Здраво, дечки. Овде треба, вие сте толку милионери. Зашо нема ѓубре? И ќе дојде тој што е најтаму силниот самурај, ќе те седне и ќе ти каже. Види чедо. Ќе ти ги објасни. И ќе си све ќе си набавиш ако треба, соработка ќе си направиш, треба можеби ете да соработуваме со таквите. И ќе дојде, тој ќе ти направи све на ливче, цак цак. Не знаеш на ливче си, дој по ливче. Просто да побараме помош од големите метрополи кои што живеат веќе таков начин на живот да ни помогнат и да ни укажат како би требало да почнеме со промена, не знам, во општеството. Па имаше, ја читав еднаш за Бутан, Добро? малце подалечко едно место. Они живеат многу различно од нас и имаше сега таа огромна бројка, не сакам да шпекулирам, ама на тој што е нели као крал принц, како му дај у тие слоеви, дека му се родило детето, не знам колку илјадници дрва се насадени. Значи, Частел. частел со дрва. Браво. Пошто се мислеле дали мекици, дрва. Ајбе дрва ќе садиме и фатиле дрва, ме разбираш. Па после и мекици направам сигурно. Пошто дома притисок како така без мекици. така без мекици, да, Ние со да. години, па и рекол добро и мекици и дрва. И... Ние за децата тука дрва се направивме. Па да, и па да, Оли дрва засадија. Да, ние Ние исто па е со дрва. исто е со дрвата, само дрвата ги имаме утнато. Не се тие што треба да биде. За крај, например, дали би сакал еве да направиш една драматизација како порака до надлежните за во врска со воздухот. Дали имаш некоја идеја која што би можел да импровизираш сега? Да импровизирам идеја. Само толку треба и чисто да е. Основно е пред она нели пред мајчиното млеко. Тоа е првото нешто што го правиме и веројатно последното у животот. Сега тоа измеѓу е цело време и треба да биде чисто и фино за конзумирање. Многу ми се допадна оваа твоја мудра мисла на крај што кажа што не се ни потруди. Знаеш како мудро дишам, не? Навечер само ептен кога заспиам има едно се меша у мудрото едно, ама у принцип. Ќе му дадеш ли од овие наши спонзори и некои подароци што ги? Ке си за која што по што е? Чекај, плавата беше за пластика. Плавата е за хартија. Добро, блиску беше, не правите едното За пластифицирана За хартија сакам. пластифицирана хартија. Така. Он сакаше сината да рече и ти дека плавата и знаеш Да, како да. Тука звук. он на друго Здоровете, помисли Македон. со плавите. Еве дома да си селектираш отпад и имаш една рециклирана чаша исто така од пакома. 3 у 1 и да си селектираш батерии кои што ти се употребени, да не ги фрлаш на секаде. Од нула отпад една кантиче. И после од кога ќе си го напуниш ова кантиче, од кога ќе си го напуниш тоа кантиче, ќе си отидеш до најблиската голема канта и ќе си ги фрлиш тука. Многу ми беше драго што дружиме ние приватно, што вака еве сега сме во емисија заедно. Морам тоа да си го кажам, ја денеска сум у форма. Што не бегосидавте? Ти благодарам уште еднашка стварно што одвои време и што сподели со нас пар совети, мудри мисли. Останете со нас и во следната епизода до гледање Агенда 21. Че не се мачете, фала ви што ме викнате. Супер си поминав, треба вака повеќе да има да викате гости, луѓе, да нели се вака елоквентни како мене. И гледајте Агенда 27 и толку од мене мислам не можам више. Ова е најелоквентно што сум бил у животот можда.
Фала. Добро, бе, зошто не се ослободиш од овој отпад? Зошто? Ова било отпад, пази што збориш. Ова за мене никогаш не знаеш кога може пак да ти притреба. Тоа е токсичен отпад. Ако може не изгледа така, ова е многу отровно. Сакаш да се јавам? Нула отпад. Што е тоа нула отпад? Тоа ти е компанија во Македонија која се грижи за електричен, електронски отпад и за батерии. Ти се јавуваш и они доаѓаат и ти собираат све. Све. 070 236 000. Ало, нула отпад. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Користете ги зелените контењери за електричен и електронски отпад и батерии. Време е конечно да научиме. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Природа е све околу нас. Шумите, Вардар, Треска, Радика, Бела река, Црна река, Црн Дрим. Природа е кај што има зеленило. Ливади, исто високи планини со снег. Цвеќињата, руѓе. Мене најомилените цвеќиња ми се лалиња. Природата е све што не обкружува, цвеќињата, дрвата, птиците, животните. Природа е сонцето, растанијата, цвеќињата. Дрвја, цвеќиња, водно ти можеме да го видам целото Скопје. Цигари, пластики, харти, батерии, компјутери, стари телефони, расипани, стари таблети расипани. Пластиката. И да не фрламе компјутерите, кога тие можат да направат голема експлозија. Цигари, хартија и шишења. Ѓубриња, батерии. Најштетен отпад се батериите. Пластика. Дека е валкана и дека луѓе фрлаат хартија, чоколада и шишиња во реката. Фрлаат гранки, има шишиња, дека не е чисто. Има секаков отпад. Возат многу автомобили. Да не чадат од колите, да не фрлаат цигари. Почесто да возиме велосипеди и да пешачиме, а поретко да возиме автомобили. Да возиме велосипеди и да не фрламе околу кантата. И да рециклираме. Да ги фрламе ѓубрињата во канти и да не ги фрламе на земја. Да не фрламе пластика на улици. Да не возиме автомобили многу. Воздух тука е загаден, а на планина е чист. Лекови, вода, спиење, чист воздух, храна,
Планетата и мајките. Знаеш ли, што би сакал јас да тренирам? Што? Карлинг. Карлинг? Ау, она со оние кегли на мраз, она што ги... Ама не тие што се слизгаат по тоа. Не, тој што ги опушти, тој. Не, тој со метличето. Тој. Што му прави простор ова на кеглава да дојде до ова. Ти би бил супер. Тој е најважниот играч, само многу е стресно. Да. Знаеш, он го прави 100 метличето. И оде се врти стрес, страшен и у еден момент само тоа кеглата так, и у центар. И публиката у делирија. Вау! И стварно е Само стресно. многу е стресно. Сега многу. што ми раскажа, па ми е стресно, да. Ти гледам, да, баш се идат под- они на Олимпијада. Не да ида. Ти не знаеш дека нема карта бе за нивните утакмици бе. Но Карта тоа- не. Тоа бе, тоа таквото. А ти би бил супер за тој, пошто чистиш со јога, и... Чистам исто кој со првоспукалката. Само овде на мраз, сосема. Али ако ти е стресно, треба нешто порелаксирано да тренираш, стварно. Што, например? Пу, не знам, бе, тајчи. Кој чи? Тајчи. Како пеачкава оваа тајчи. Аха! Ајде да лудујемо Ове ночи, ајде залjubi се у моје очи. Е, исто, само подвоено, не е тајчи, цело. а чекај се, тоа е едно име и Еле презиме. два збора се, тајчи, и тоа ти е исто спорт, и тоа ти е карате, ама... Slow motion. Да, у slow motion. Поводи. Сакаш ли ти и јас сега да одиме на кеј? И да трчаме по кеј во slow motion.